дека сме со нив и нема да ги оставиме сами. И дека на крај вистината ќе победи и ќе ја видиме. Бидејќи се тоа што се случува е како некој сон, мора да помине. Да се притвори некој или да се осуди затоа што е пеел македонската химна, да се квалификува некој како националист затоа што пеел македонски патриотски песни, тоа го има почитување мој само во времето кога СДСМ е на власт. Дојдов овде, јас како пратеник, лично ми ги тој од цел Штип, да дадам подршка на сите 36 притворени. И на моите колеги, и на Жаклина, и на Јохан, и на Љупчо, и на Љубе, и на Сашо, и на Крсте, ми ги тој и на Митко, и на Игор, и на Владо, ми ги тој и на Иван, и на Елена. Знаете ли зошто се обвинети, зошто осудени, зошто лежат? Затоа што се македонци. И единствено во критичниот момент беа на местото каде што се случуваше действието. Никој ништо лошо не направи. Бев дел од целиот тој случај. Дали јас сум виновен, дали некој друг, се ме виновни тука колегите. Честно и поштено се боревме, докажувавме дека некој работи што сака Социјалдемократскиот сојуз да ги направи, се на штета на Република Македонија. Законите кои ги спроведува, начинот на доаѓањето на власт, тие не победија 2016 година, се продада за да дојдат на власт. Тоа го кажувавме, тоа им кажувавме на граѓаните, дека со сето тоа нема да се реши и да не доближи како македонци пред се, меѓутоа и како македонци, и албанци, и турци, и власти, и роми, и бошнаци, и срби. Туку ќе направи уште еден поголем јас меѓу сите нас. Затоа говоревме, некој го квалификува како националисти, ни се налутија, против никого не бевме. Бевме таму да му кажеме, меѓутоа за жал не разбраа. Се повтори уште еднаш македонската битка меѓу сите нас. Јас се надам дека сето ова ќе се надмине. Затоа ја давам ова подршка на овие луѓе. Јас верувам дека имаме сила, имаме мудрост како македонци и сите заедно да го направиме тоа. Затоа ве молам сите заедно да истраеме, да истрпиме. Македонија поминала многу премржа, ќе го истрпи и сето ова. Јас верувам, меѓутоа единствено ни треба трпение, ни треба сила, мудри одлуки, единство. Единство меѓу сите нас, за да можеме да ја градиме Македонија таква како што ќе треба. Доколку од едната страна гледаме незадоволни луѓе, а некој им е добро, тогаш не оди на добро, на арно. Затоа ќе треба на сите да ме арно, да седнеме и да се помолиме и да кажеме дека понатаму ќе ја правиме Македонија така како што е, заедничка за сите, единствена, меѓутоа кога што сите граѓани на Република Македонија ќе го уживаат своите човечки права. Во тој правец апелирам, порачувам, веднаш да се пуштат сите притворени лица. Нема каде да бегаат. Тука се во Македонија. Тие се луѓе кои го градеа и ја градеа Македонија, се бореа на браникот на татковината. Зали заслужуваат да бидат сега притворени? Нека бидат во своите домови и од тука да ја градиме. Ние нема да можеме да работиме во парламентот. 12% од партијците се во притвор. Како ќе работи тој парламент? Имаме суштински одлуки кои треба да се донесуваат со двотретинско мнозинство. Нема да можеме да го направиме тоа. И нема каде да бегат тие луѓе. Меѓутоа доколку седнеме и разговараме на маса, така како што треба, мислам дека ќе ги решиме сите работи. Во тој правец ги повикувам сите честни, родолюбни македонци, граѓани, патриоти, меѓутоа сите граѓани и од сите политички партии, да сватиме сите сериозно дека треба да промениме нешто. Да сте живи и здрави, да е вечна Македонија, Господ да ја помага на сите други и на притворените да им даде сила и храброст да издржат во овие тешки моменти. Благодарам.